Згради залепени една до друга, каде од тераса или прозор можете на соседот да му гледате директно во станот. Ваква е сликата во скопската населба Капиштец, близу булеварот Водњанска. Но слични или идентични примери има и во останатите делови од метрополата. За граѓаните тоа е вистински урбанистички хаос. За премиерот Зоран Заев пак било градење со усул. Запрашан како очекува поддршка кога не го исполнил едно од клучните ветувања за средување на урбанистичкиот хаос во главниот град, Заев вели тоа не било вистина. Сега имало усул, се градело, ама за развој на градот. Скопје се гради со усул, се гради и периферијата, и централниот дел на градот, во сите општини, рамноправно, затоа што не смееме и не треба да го застанеме развојот на Скопје. Примери за урбанистичкиот хаос во Скопје има во сите општини, реакциите се бројни, а најгласни беа за планираната бетонизација на срцето на градот, односно висококатниците Карчи хотелот Holiday Inn, кои покрај сите ветувања добија зелено светло. Заев тврди дека за ваквата состојба тие не биле виновни. Оправдувањето го бара во деталните урбанистички планови, донесени во минатото. Јас ви кажувам за анализата на сегашните одобренија за градба дадени во последните 4 години. Имате одобрение за градба издадено од 2013, од 2015 година, кои што се право на граѓаните. Такви имаме издадени одобрение и во градот Скопје, и во Охрид, кои што се проблем и за УНЕСКО. Денеска, сите овие проекти кои што беа замислени со 30, 50, 60 ката, максимален габарит, блоковска поставеност, сите се откажени. Инаку во пресрет на локалните избори, Заев како веќе да започна кампањата, денеска промовираше мост кој се уште не почнал да се гради, но веќе дека ќе бил готов за 18 месеци. Со Заев во Карпош беа и Петре Шилегов и кандидатот за нов градоначалник на ова општина од СДСМ Душко Весковски. Инаку како што веќе е познато, Шилегов ќе трча по нов мандат, а против него ќе има тројца независни кандидати, две од нив од поднежниот пол, Даниела Арсовски и Јана Петровска, како и музичарот Петар Георгиевски Камиказа.